Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Она што следува е меѓународната анализа за денеска, последна за оваа седмица, кои се новите случувања, што се случува во светот, зборуваме во продолжение со Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро. Па, она што е во моментот најактуелно и ми се чини создава големи недоразбирања, недоумици и неизвестно што понатаму, покрај новиот светски, доаѓа и новиот економски поредок во светот. Трамп во својот така наречен ден на ослободување, дали ги воведе оние фамозни огромни тарифи, он ги нарекува, и на куцарини за производи од сите буквално држави во светот, вклучувајќи и нас, но најде зашто ќе се фокусираме секако светските економии. Се разбира, нема економски да ги анализираме, бидејќи нит сме релевантни, нит сме доволно информирани, нит па сакам да ги анализирам, не за нешто друго, бидејќи тоа се бројки, но неговиот ден на ослободување, според многу оценки, го загрозува и онака уништената светска економија, но и својата американска економија, бидејќи од еден глобализам се отиде во нешто друго, а последиците од глобализмот нормално не може да се анулираат, бидејќи светот е глобален, поврзани се економиите во светот и сега со овие негови постапки практично доаѓа ампутација буквално и затворање на светските економии, па дури и на американската економија. Ке потсетам дека Трамп се водеше од премисата, наместо да ги оданочуваме нашите американски граѓани и ги полниме джеповите на светските економии, ние ќе направиме да ги оданочуваме светските економии и да ги полниме джеповите на американските граѓани. Сега оваа премиса убаво звучи пред се за избори, нели, како и секоја сладкоречивост, и убаво е сето тоа така, но дали тоа ќе успее да го направи, ќе видиме. Американската економија и Соединетите американски држави воопшто се силна економија, светска економија, но дали може Трамп сам против целиот свет останува да се види. Јас лично мислам дека нема да може, бидејќи се поврзани многу од тие некомпоненти за извоз, не производство. Еве, според проценките се вели, онака практично ќе кажам дека еден од поголемите жртви на цела оваа Трампова политика ќе биде iPhone-от, бидејќи сега тој, каде што се произведува, нели, во Кина и во другите држави одредени компоненти, ќе им се дигне цената, па нормално младите веќе нема да користат, не знам, iPhone, ќе користат некаков друг телефон. Автомобилската индустрија се разбира и сите оние индустрии кои се случуваат. Овој потег на Трамп ќе видиме како ќе испадне. Повторно ќе кажам, тој е насочен пред се кон Кина, но и кон Европската унија, бидејќи се види дека старото сојузништво денеска веќе не е на сила и со Европа пред се, и дека сега на сила е оној бизнес систем, нема вечни пријатели, непријатели, има само вечни интереси. Трамп како бизнесмен гледа да истргува, да испрофитира, да се збогати и не му е гајле многу кој што ќе мисли за него. Останува да видиме што ќе биде. Не би навлегувал понатаму во анализите на овие тарифи, бидејќи ќе видиме резултатите. Дали Трамп се преиграл, дали Трамп се обидува да блефира, да ги исплаши светските економии, тоа останува да видиме. Да, од 10 до 50% се тарифите низ светот. Она што можеме да го заклучиме е дека тој си ги одредува каде смета колку, некаде е 10%, некаде е 50%, некаде е 30%. Дали прави економска диктатура Доналд Трамп? Јас ќе кажам да, но не знам дали е тоа точно. Да, личи на диктатура, но јас би влегол една друга конотација која е паралелна со ова. А тоа е дека ми се чини дека овие тарифи можем да ги претолкувам малку и како дефокус. Зошто? Да потсетам, Трамп со своите заложби, најави и ветувања не направи буквално ништо тоа што го не рече, па ми се чини дека го заборавивме Израел, каде што направи примирие, а таму без не е војна. Значи мировниот план за Израел сега за сега не е успешен. Мировниот план за Украина
не е успешен. Она што можам да го кажам сега е дека покрај овие тарифи, изминатите 2 дена Трамп направи сериозна чистка во националната безбедност на Соединетите Американски држави, доста луѓе од таму тргна, отпушти и сето она што може да ја загрози националната безбедност на САД, барем така велат експертите. Во меѓувреме исчисти многу од тие административни министерства, излезе некоја информација дека главниот кадровик Илон Маск ќе се повлече, но не се повлекува. И сега овие тарифи некако ги ставаат во втор план сите овие работи, особено ќе кажам за неговите мировни иницијативи, каде што тој ветуваше дека дента кој ќе дојде, ќе запре едната војна, ќе запре другата војна. Едната запре на кратко, односно имаше мало лажно примирие, но никако не се смири работите, туку сега ескалираат. Последните информации велат дека Израел напаѓа и во Либан, напаѓа и се подготвува да напаѓа и за Иран, да буквално војната продолжува. Од друга страна Украина од утринава бесне е војната таму, нападната е Москва, нападната е Харков, значи Русија и Украина ги интензивираат борбите, има последните информации велат дека има доста жртви, значи ова на теренот продолжува да ескалира. И сега, она што можеби за мене интересно е дека Трамп вели дека многу брзо ќе седнат на преговарачка маса, за да подоцна седне и тој самиот со Путин да преговара, но никако да дојде до таа фамозна средба. Јас се сеќавам дека првите проценки беа дека уште во март ќе се сретнат, тие не се среќават, барем не јавно. Сега дали зад кулисите на сето ова се среќават, тоа не можеме да кажеме. Оно што е интересно е дека неговите најблиски соработници на Доналд Трамп сега го советуваат Трамп да го услови Путин и да му каже додека не запре војната, ја и ти нема да се сретнеме. Ќе видиме која е политичката проценка и моќ на Трамп, дали тоа може да го реализира, бидејќи се покаже дека Путин и во овие сите околности не го прифати неговата мировна иницијатива пред некој ден, рече добра му иницијативата, Соединетите Американски држави имаат желба да се договориме за ова околу Украина. Знаеме зашто околу Украина, значи руските барања, но не ги прифаќаме овие услови додека не се исполнат другите услови кои ги имаат. Така да некако Трамп почна милион работи да прави до некаде и запира оди понатаму. Ново е со тарифите, зборам како актуелно. Тарифите беа одамна најавувани и сега ќе видиме кој е ефектот, бидејќи целата таа економија ќе се одрази па и врз политиката, и врз војните, и врз сето она што се случува. Само да докажам тоа, сакав да кажам, ми се чини дека ова со тарифите, освен што е реално, сериозно и голема тема, има малку и пиар улога да го дефокусира сето ова што се случува зад колисите, а тоа е повторно ќе кажам. Војната во Израел, војната во Украина, Сирија вчера, Израел вчера го ја нападна Сирија. Тоа се некои вести кои одат во втор план. Сега околу тарифите гледаме 35%, 65%, па дали Европската унија земала 20%, а Кина 30%. Се е тоа во ред и тоа е дел за една економска анализа на економските аналитичари, но ајде да не ги забораваме овие други политички процеси кои трајат веќе подолго време. За жал, војната и секојдневниот број на загинати го водиме под политички процеси, но тоа се политичките процеси. Прашањето е, дента кој ќе дојдам да бидам председател на САД, ќе запрат војните. Војните не само што не запираат, туку мене ме плашат и информациите, според последните информации, дека Иран се поизвестно ќе биде жртва на скорешен напад на Соединетите Американски држави, и на Израел се разбира, кој и до сега го напаѓаше Иран му возвраќаше, но што ќе се случи доколку САД одлучат да го нападнат Иран поради многу причини, повеќе деценски причини, но и можеби уште еден нов дефокус на целата состојба. Прашањето се поставува дали можеби Путин и Трамп имале некаква приказна да му се излезе во пресред на Путин околу овие територии во Украина, а тој да не се меша во евентуалниот напад врз Иран или нешто такво, останува да видиме во наредниот период. Сакав со тарифите да се надоврзам дека одамна не се случило нешто вакво во светот. Прв пат се случило. 1930 година прочитав дека имало некоја трговска војна и вакво нешто не се случило да некој вака се однесува и да си поигрува со бројки и со тарифи во различни Па малку историски, хронолошки, ако кажеме дека нападот на Русија врз Украина и сите овие процеси
во моментот потсеќаат на историските факти дека ова е 1936 алудирајќи на шпанската граѓанска војна, па потоа нападот на нацистичка Германија врз Полска и Чекословачка и сите оние процеси таму. Сега економијата па се враќа 6-7 години порано, кога доаѓа големата депресија, кога Франклин Делано Рузвелт треба да излезе од целата таа приказна, кога дава заем лизинзи за сите оние меѓу кои Русија се разбира да се справат со нацистичка Германија. Сето тоа така потсеќа, па јас само ќе се добацам до крај дека многумина смета дека Трамп сака малку да се поистовети и со легендарниот тој претседател Делано Рузвелт, кој имаше 4 мандати. Единствен во историјата на САД како претседател, бидејќи според уставот на САД тие имаат еден устав 300 години, немаат како ние што менуваме на секои 3 недели. Франклин Делано Рузвелт е единствениот претседател кој имал повеќе од 2 мандата, значи 4, 3 полни и четвртиот му беше прекинат бидејќи почина. Ги извади Соединетите Американски држави од големата депресија, ја наметна американската доминација во Европа со искрцувањето на Нормандија, да не зборувам понатаму. Сега почнаа шпекулациите што ќе прави Трамп за 3 години, не може веќе да се кандидира, почнаа некои опции да бидат сега Джей Ди Венс, неговиот подпредседател, да биде председател, а Трамп да биде подпредседател, иако по уставот тоа не оди, но потсеќа на онаа варијанта на Медведев и на Путин, кои изминатите 22-3 години се менуваа малку овој премиер, малку овој председател. Сега Путин ќе се префрлам, тој одлучи до крај да биде председател, а Медведев да пишува провокативни обвинувања кон целиот свет, особено кон украинците. Да скратиме, да, историски потсеќа на 1930 годината, но мислам ни луѓето, ни свеста, ни светот не е искал 1930 години, а мислам дека и Трамп не е на тоа ниво на кој бил Франклин Делано Рузвелт, не за нешто друго, туку тој успеа да се справи со една голема опасност за човештвото, а тоа беше и нацистичка Германија, и Јапонија, и сите оние држави кои не му сакаат добро на човештвото. Кој е денеска кој, ќе оставиме да видиме, да не даваме роли, бидејќи од оваа историска дистанца многу работи се изменија, па процесот се рефлектираше врз светската економија. Уште малку минути имаме до крајот на оваа утринска анализа, ќе ги оставиме за регионалните случувања, имаме и таму новости. Па мораме да ги споменеме дека до 18 април е рокот Србија да формира новата влада, останува прашањето дали Србија ќе има владата на политичкото мнозинство Српската напредна странка, на Александар Вучич, кој официјално не е во таа партија, но сепак ја раководи, или ќе има експертска влада или не знам што. Тој вели дека експертска влада нема да има, дека веќе на маса се 2 личности за мандатар на новата влада. Едниот е партиски, од Српската напредна странка, другиот е експертски, кој не е политички. Ќе видиме како тоа и кои се тие луѓе, бидејќи се уште ги нема имињата. Зошто го зборуваме тој и неговата влада? Протестите во Србија се уште траат. Со ист интензитет. Фокусот на вниманието е можда помал кај нас, но траат. Секој дневно има протести. Сега, промената е дека студентите се протестираат, но тука протестираат и опозиционери. Разноразни опозиционери и фракции. Тие бараат експертска влада, бараат преодна влада која ќе организира избори, бидејќи веруваат, како и секогаш, тоа е стара една мантра, секаде сме слушале пеќе нас, дека оваа влада не може да спроведе фери демократски избори, тие бараат да има експертска влада која ќе биде, која ќе ги спроведе новите слободни, како што тие ги нарекуваат, избори. Дел од студентите блокадери, како што ги велат, овие што ги блокираат институциите, кои протестираат повеќе време, наводно, тоа се шпекулира, се разбира, нема официјална изјава, но белградските медиуми пренесуваат дека тие би се согласиле една влада во која
покрај дел од опозицијата, како што е Драган Джилас, нивниот опозиционер, кој е можеби еден од предводниците на опозицијата, но нема сила да направи било каква политичка влада, би бил вклучен во таа влада и се разбира во неа би биле ректори, декани и дел од студентите кои би направиле една влада на Србија која би ги спровела тие избори. Тоа е едно дел од шпекулациите кои од вчера се пуштени во опозиционите медиуми. Од друга страна, актуелната власт и Вучич се децидно и велат. Нема никаква да има експертска влада, у смисла на преодна влада. Се извинувам, експертска може, но не преодна. Туку ќе се има влада ако не ќе има воредни парламентарни избори на кои СНС повторно ќе победи. Нешто што се свесни и овие кои се против режимот на Вучич. Останува да видиме кого Вучич ќе го предложи за мандатар на нова влада, дали ќе биде човек од СНС или некој експерт, и потоа дали таа влада што ќе направи тој мандатар ќе биде прифатлив за опозицијата и студентите, или можеби оваа приказна дополнително ќе ескалира. Само да се надоврзам, сето ова што се случува, јас и натаму тврдам дека импликации има од овие игри геостратешки на големиве сили, каде што Москва, Вашингтон, Пекинг, Лондон, Париз, па и Берлин се длабоко вмешани у целата ова приказна. Не зборувам за наставните во Србија, него зборувам за наставните геостратешки, каде што кога се тепаат големите, кога се тепаат слоновите, бравките се згазнати, морам така да се изрезам. И тоа е тоа, да видиме како ќе биде, дали Вучич ќе направи, каква влада ќе направи, како ќе биде прифатена тоа од овие што уште сега протестираат и на коим се заканува многу големи проблеми пред се, бидејќи поради протестите професорите не земаат плати, бидејќи ги поддржуваат протестите на студентите, тоа ќе акумулира дополнителна негативна енергија во соседна Србија, која па се имплицираат тие проблеми и во Република Српска, и на Косово, и во целиот регион, така да во наредниот период не чека една пролетна политичка офанзива на целиот свет, од царините на Трамп до заканите за војна во Иран, до заканите на Пекин кон Тајван, кои таму не знаеме што се случува, бидејќи има воени вежби, но од воени вежби лесно се преминува во воена интервенција, до регионот каде што ова со Србија никако да запре, Косово останува замрзнат конфликт, Република Српска се интензивира на моменти, па пропаѓа, видовме ова што се случува со Додик, сега му е повлечена таа црвена меѓународна потерница како гаранција од Србија, бидејќи е српски државјанин, но тој натаму продолжува да ја тера својата политика и се повеќе е обвинет дека прераснува во една, би рекол, руска алатка за дестабилизација и контрола на Балканот, бидејќи не крие и често се среќава со рускиот претседател Путин. Што разговарал тој со Путин? Никој не знае како дошол до Москва. Имаме само фотографија. Имаме само фотографии, провокативно шепурење, види што можам, и сето тоа останува во рамките на овие вести. Андоновиќ, благодарам. Гледавте уште една меѓународна анализа со Дејан Андоновиќ. Последна за оваа седмица, во понеделник ќе гледате најновата, а на самиот крај од денешното издание на утринската програма на Слободен печат ви пуштаме кус исечок од подкастот кој што ќе се емитува денеска премиерно со почеток во 20 часот на YouTube каналот на Слободен печат. Знаете дека секој петок ви нудиме нова епизода од подкастот со Ана на Ти. Овој пат гостинка на Ана е професорката Татјана Алексик, професорка по македонски јазик од Скопската гимназија Раде Јовчевски Корчагин. Што вели Ана во незината најава за што зборуваат со неа? Ја познаваме и по проектот Сексуална азбука, која зборува за љубовта, сексот и сексуалноста. Со Татјана зборуваме за незиниот животен пат од дете па се до реализирана жена и професионално и приватно. Зборуваме и за незиниот здравствен проблем, длабока венска тромбоза, како и за потребата од сексуална едукација во училиштата. Она што можам да го заклучам од најавата која што ми ја пратила Ана е дека ќе имаат повеќе теми за дискусија, а дека вие вечерва во 20 часот на YouTube каналот на Слободен печат ќе уживате во новата епизода на подкастот со Ана на Ти. Ви благодарам за вниманието, ви благодарам што не следевте и денеска, ви посакувам убав остаток од денот и секако убав викенд. Се гледаме во понеделник одново во живо премиерно издание на Слободен печат утринската програма со почеток во 20 часот. Ве поздравувам.